Штип и Макфест рака под рака веќе 40 години. Се сеќаваме на безброј успешни приказни низ ноти, на илјадници нови рефрени, на многу од нив кои се пеат и ден денес. Приказната за Штип и почетокот на Макфест ни раскажа човекот од чија идеја почна се, господинот Стојан Троицки. Прва и основна задача, кога седнавме да разговараме, си поставивме, ја направив документи и сето тоа што го разговаравме како идеја, што да правиме со македонската забава, го стави во акти, фестивалски акти, правила, мравила, конкурси, да не ме заморувам сега ново. И лесно беше после. Ние имавме водилки, писмени водилки. Второ, веднаш после првиот фестивал, 1987 година, во Скопје, во Друштвото на композиторите, инициирав расправа каде оди македонската забавна музика. Имаше жестоки дебати. Жестоки дебати и дојдоа и композиторите од класичната музика, а дојде и вие од лесните ноти, што ги викам. Така да стана една многу продуктивна расправа. И добивме назнаки тука, доста добри назнаки добив у тие караници. И после беше многу лесно. Да. Но, едно е идеите и желбите, друго е што добиеш како понуда. Па имавме жестока селекциона комисија. Добивам и така. Имавме добро срочен конкурс, у кој имавме исклучиви барања, што бара фестивалот. Едно од основните барања на кои ја инсистирав жестоко, пожелно е во песните да провеева македонското поднебје. Освен што ќе се пее на македонски секако. Апсолутно, нема шанса. Но да провеева и успеавме да добиеме. Од Удрете тапани на Евто Пупиновски, не знам кој, не реагирам. Кога јас кога се повлеков од Макфест, пред да се повлечам, извадов едно CD, фолклорните мотиви во композицијата на Макфест. Бисер. Убавина. Така и балади и така на тоа. Денеска се посетивме само на дел од многуте песни со кои живеевме, но тука додека ја слушав Јана Бурчевска, додека ја најавуваше, првата песна вистина била по текст на Ацо Шопов? Видите, тука има една чудна епизода. Седеме овде некаде во Домот на културата, вршиме селекција. Стигнати се композиции и правиме селекција. Одговорен за текст во жирито седи Михаил Ренџов. Да не ги браеме овој. И слушаме. Доаѓа една песна од Струмица, Кирил Лазаров, мој пријател трубаш, свиравме низ Скопје едно време како студенти. За никаде. Он ја бе форсира нешто глупост. И жирито вика, фрли го што. И Ренџов вика, чекај. А на овој текст е на Ацо бе. Купуваш на старо. После е прекрастивни ја старо купува. Але оригиналната верзија купуваш на старо. Стари писколи, стари желби, стари да. И кој ќе пее бонтон? Ја даваме песната, никој не ќе да ја работи. Еден ја работи, друг ја работи, трети ја завршува. А испада добар хит. Одличен. Старо, купувам. Стари грижи, стари патила и секи. Стари љубови, всеки дневности. Радости и младости. Старо купувам. Се одлучивме да најдеме Штипјанец низ чија приказна ќе дознаеме многу за годините минати за Макфест, затоа што представува тој фестивал не само за Штип, туку и за Македонија. Неговото име е Куки Јанков. Најде време за нас иако учествуваше и на втората фестивалска вечер и во ревијалниот дел. Се сретнавме на една нова пишачка патека во Штип. Здраво, Куки. Ние сме добредојдени, се надевам, во Штип. Секоја година. Така е. Овој период цела Македонија добредојдена овде во Штип. Да.
Само прво пред да се придеме на оваа 40 години Макфест, зашто сме најмногу тука, да искористиме да ни кажеш која е оваа улица сега што е нас ни личеше како на Кеј во Скопје, знаеш, па кафичи, само вие наместо кафичи имате бутици. Па не, овие кафичи, бутици стојат, а улицата е нова. Добро. Ја викавме, се викаше едносмерна. Тоа беше меѓу првите, можеби и прва улица која што беше едносмерна. Едносмерна. И од таму се поминуваше, ваму беше правецот. Добро. Арно, ама се смени, се направи шеталиште. Аха. И вака изгледа фино. Не сме имале ние некое од овој тип баш до сега во Штип некој вакво шеталиште. Сме имале периодично, се сеќавам од мало овде. Младите порано се собираат пред Ванчо Пркек, пред гимназија, го вика парадата. Парадата. Таму се парадираша? Таму. Јас сватив ептен бев на ума. Добро. После низ парк се прошета, сега нели како доваѓаат новите времиња, нови паркови, нови зеленел, нови животинки, нови тие нели од бино, од се што сакат младите, а ова е баш она едносмерна, ама сега е така шеталиште и оке, фино е. Значи да, му требаше на градот да имаме и ваква улица. Така е. Значи, Реално. едносмерната стана двусмерна, ама само за пешаци. Да, само за пешаци, само за шетање. Да. Ајде сега се силиме на твоето детство и на првиот момент кога на кој што Куки се сеќава на Макфест. Ке се сетиш ли? Да, како нема, мислам, јас се сеќавам на првите години, кога почна, баш се сеќавам дека знам, тоа ми е малце и матно, ама Добро. знам дека се отвори фестивал, почна некој фестивал. Добро. И беше многу гужва. И ние не ни беше јасно, бил тогаш 10-11 години, не ми беше јасно се баш што е тоа. Ама што ми има гужва и ние одевме во гужва од детство. Да видиме што. И доаѓале пејачи, доаѓале ова и сега ние гледаме и како правеа другите нешто може малце поголемки од нас деца, така и ние правевме. Добро. А потоа веќе интересно беше што веќе нашиот сограѓанин Трајче Манев веќе освои прва награда и тоа веќе фестивалот станува Многу веќе тоа веќе актуелен. втората веќе година, третата година станува више стварно ниво благодарение на Стојан Турицки, господин Стојан Турицки, секој го поздравуваме ние и по старите и по младите и тоа е легендата на нели вакво, да не го забораваме, да си кажеме на почет. Така е. И да, и сега знаевме некои кои се тие пејачи, кои не се, кои ги познаваме, кои не. И најинтересно е тоа, сега не знам дали е уште, ќе видиме оваа година. Добро. Одевме да бараме потписи. Така е, автограм. Автограм, да. И се сеќаваш на некој автограм? Ги си чувал? Не. Толку за тогаш. За тој ден утре ова. Утре ново. Дека така требало. Така требало сигурно. И така бевме доста возбудени. И после тоа, малку подпораснаме, веќе во средна школа ни беше јасно дека тоа веќе е празник. Сега ние пошто се бавиме со музика, тогаш се свиреше рок-н-рол, доаѓа од Скопје, од цела Македонија луѓе и многу беа добри тие забави после фестивалот. После некоја вечер. Каде беа тие журки? Журки имаше во самиот фестивал во домот некогаш, имаше овде журки во Имаше една дискотека, како се викаше? Викторија се викаше. Викторија, еден локал, рок-н-рол се свиреа. Потоа имаше Аре Брадерс бенд, да не ги заборавиме, беа неизоставен дел од сите тие локали, журки, после Макфест. Да, Сейшн се правеше на секоја година, дури луѓето баш стварно беа тие вистинските, да речеме, можеби што и настапува и не настапува, стварно живеа за тие моменти да после свирка, после ова Макфест до Сабајле, нели тогаш се работеш, не знам како е сега со годините. И до Сабајле се свиреше и ние така како клинци помали, ќе си најдеш некој местенци и само ги слушаш тие постарите како свират, па овој ќе свири гитара, овој бас, овој ќе седне на буми. Многу интересно беше, многу интересно беше. Се малку смената и музиката, смените локали. Тогаш бевме... Многу имаше дружба тогаш, мислиш, и после Макфест. Повише бевме исти. Да, и никој не гледаше дали некој отскокнува нешто, во било што. Така е. Од изглед до дали има некој повише или помалку, тоа не се познаваше тогаш, тоа беше добро. И тие вистинските љубители
И ние ги препознававме и се дружевме и секоја година тоа беше стварно голем. Под хотелот долу се свиреше, под хотелот Лаза, во тој клуб, на многу места. Да. И ние после кога се вративме и ние настапувавме за Макфест. Кај сте за Макфест? Свирите, пее така и ќе не резервираат во дискотеки и ова, се правија журки пошто цела Македонија овде. Ништо не можеше сите ние да видиме и чуеме доколку немаше директен принос на македонската радио-телевизија. Долги години за тоа беше одговорен тој, Миле Гроздановски. Сеќавањата секогаш поминати во добра работа, во искуство стекнато низ работата, во комуникација со разни професии, поготово од нашата телевизиска професија. Режисерот е само еден од луѓето што ја прави целината на работата. Меѓутоа, тука се за овие 25-6 години поминати многу камермани, многу тон сниматели, многу светло мајстори, многу инженери, шефови на репортажни коли, од кои зависел финалниот резултат, што ние тогаш како телевизија Скопје на ЈРТ од првиот фестивал, потоа како македонска телевизија сме ги гледачите сме им придонесле да запознаат што е тоа Макфест и како тоа изгледаше Макфест. Конкретно на првиот фестивал, јас сум режисер од првиот фестивал. Тоа беше момент кога на колегиумот веќе било одлучено и кога не можете да кажете сега ќе го работам ова или не го работам. Беа поделба на работните задачи. Всушност и денеска е така, од прилика. Кога на југословенскиот простор имаше голем наплив од забавна музика и од народна музика. Македонија се почувствува малку загрозена од тоа и беше распишан конкурс за Ландово, за народна музика и беше распишан конкурс за Макфест. Тогаш, заедно со екипата главни одговорни инженери на македонска телевизија и човекот кој што беше заложен за продукција, а беше и пеач во исто време Зоран Милосавлевиќ, тогаш беше директор на продукција, дојдовме во Штип да разгледаме каде е ваа сала, која сала, какво напајање има, кое напајање има, струјно напајање, светло, колку може да издржи, не може, да видам јас сценографија има, нема. И пак ќе застанам кај сценографијата. Добро. За директор на фестивалот беше назначен тогашниот директор на музичко-касетната продукција Киро Милев од македонска телевизија. За уметнички директори беа поставени Славе Димитров и Љупчо Константинов, а за директор на фестивалот беше поставен Стојан Троицки. Они се договориле претходно кој ќе работи сценографијата, поканиле сценографка од Белград. И доаѓам јас, гледам на сцената, оваа истата сцена, само со елементи долу. Добро. А за 5 дена треба да почне директен пренос за ЈРТ. Добро. И сега останува Елементи долу, така, тоа ништо не значи, све по земја. Аха. Они се испокарале во меѓувреме, она си фатила автобусот, си заминала за Белград и останува така. Што ми преостанува? Ми преостанува да ми дадат број на телефон, пошто немаше мобилни, немаше ништо, од кај директорот, од кај канцеларијата, да звонам кај неа и да прашам што се случува. Она ми вика, ако сте од Штип, готово завршена е приказната, јас Не комуницирам. не комуницирам. Ама викам, на телефон имате млад режисер кој прв пат треба да настапи на ова. И сега ве молам во името на тоа, и пошто ќе се појавиме за Белград, Загреб, за сите, како што беше шемата тогаш на ЈРТ. Се појавуваше воопшто на целиот простор на Југославија. Аха. И долги години беше, уште Така, 7, да. не знам колку, 6-7 години одевме на ЈРТ. Потоа, кога се раздели државата, се раздели и братството и единството во гледањето на фестивали. Така. Ништо, вика, јавете се подоцна, после 1 сат разговор. Се јавувам ја после, тоа беше околу 12 завршивме, околу 2 сата, викам, сега ручало колешката, ај уште еднаш да пробам. Пробувам уште еднаш, што треба да направам? Вика, јас таму не доаѓам. Викам да ми ги испратите На цртите. на цртите како изгледа сценографијата, да се обидам
со ваша дозвола и ваша помош да ја подигнеме сценографијата. Да не ширам многу како беше, така она ги испрати, ја на тоа се појавивме на сцената и така се појави Кога те нема и така се појави Хелена Бладне и така беше прогласен првиот победник на фестивалот. Да. Потоа уште 2 години работев поред, 87 и 88 година на Макфест. А потоа ме замени еден колега затоа што јас заминав на еден голем проект. Со кој што израснаа многу деца во Македонија, тоа беше серијата Обстанок. Со Мето Јовановски, кучињата, децата, изгубените. Ние оваа генерација многу знаат за тој. Да, би требало да ја знаат, затоа што тоа беше правено со љубов, направено со љубов. Оттаму комуницирав по деновите на Макфест. После тие 3 години пак се вратив на Макфест и останав цели 25 години. Како се случи виолина и гитара? Виолина и гитара е... А ние имавме 2 песни тогаш со Стимена. Со Валентино Скендеровски и Александар Митевски и е виолина и гитара. Они се музика, текст, аранжман, таа екипа. Имав уште една песна, се викаше Трик. Трик? Да. Ја има на првиот албум. Добро. И ние као се двунавме која песна. Деме големиот избор што го имаме од милион. И за која ќе се решиме, ама не си свесен. Да. Колку години имавте? По 19-20 години. 19-20, добро. И, ама, знаете, сега сами. Кога си сам, кога си ова, кој ќе прашаш ти? Така. И одлучуваме со Валентино. Александар беше и помал од нас, нели, реално? И као решиме ајде да пуштиме таа и за среќа бевме примени на Макфест. Да. Бевме примени и тоа беше како да ви кажам, ние пресрекни што ќе настапиме воопшто на тој филм веќе знаејќи тие 90-тите тоа беше бумот. Какви хитови, какви песни. 93-та кога отидовме ние во Скопје, тогаш беше Сонце за 3 света, па не знам. Ќе ја слушнеме го сабота Сонце за 3 света, од Зајди, Зајди, свирете Зајди. Сестрите Кочовски, од Силви, од Тања Кочовска, Банкрот Блуз Бенд, тоа мислам да не ми извинат стварно. Да, имаше од Југославија претходно што доваѓа некои да. што остана. Стварно беше доживување. И ние не примија. Чекај, само морам да порашам нешто за да го надоврзаме на ово што ти се случува сега во моментите кога снимаме. Кој ве облече за виолина и гитара, многу сакам да знам. Ајде. Бевме дотерани. Да. Имавме оддела. Добро. Тогаш почна соработките со Орка Холдинг. Тогаш почнавме да се дружиме со тие фамилии и они не пратија не пратија, бевме во палзилиери облечени. Ни мајни ни Извини. И бевме многу смешни, ама бевме убави. Слаби, такви. Бевме многу смешни. Ама сега, ти видиш тие снимки, ја пуштив сега пред некое време, ние се заставив на стори или не знам кај ставив. Добро. И, деца. Сериозни облечени со тие тука, ама тој изгледаш, мислам дека и сега ќе изгледа добро, само што сега гледаме со другчи очи на тој стајлинг. Така, и после ги вративме таму, мислам тоа беа прескапи, кај ти може да се дозволиш со марки, беа не знам 2000 марки од дело, мислам тоа треба да работиш 6 години за тие пари. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела кафана, цела болка ја оставам на страна. Ова вечер ниту една нема мана. Бевме на првата пресконференција. Иве ги деталите. Макфест е една успешна приказна, потврдена 4 децени, не е шала. Јас колку што знам према она што пратат и нашите медиуми и нашата јавност, само Евровизија подолго трае од Макфест. Се произведени, се продуцирани и објавени над 1200 композиции. 27 се нови вечер, меѓутоа вкупно тоа се стотици и стотици хитови на кои што сите добро ни се познати. Јас очекувам дека и понатаму ќе продолжиме со исто темпо, без разлика која екипа како ќе има нели некои промени, секогаш се пожелни промените за поголема енергија. Ако имате некои прашања, додатни,
инаку ќе уживате во сите овие 3 дена, тоа сум сигурен. Ги прашавме во прес-центарот Агња Алшар, Санела, Катерина Јовановиќ, што мислат тие за Макфест и какво е чувството да се настапи на сцената во Домот на културата Ацо Шопов. Сега полека спласнуваме еуфоријата, малку се смири срцебиењето, супер сум, одлично. Да. Иако, нели, да речеме дебитанти, но те знае публиката уште многу одамна, што значи учество баш на 40-тото издание на Макфест? Навистина представува огромна чест, особено поради тоа што е, па еве да речеме, речиси единствен реномиран фестивал во регионот. Се надам дека ќе има и повеќе вакви, се разбира, во Македонија, но ово е, да речеме, најетаблираниот кај нас, значи голема е честа и одговорноста. Не знам колку години имаш, дамите не се прашуваат за години, ама од кога паметиш на некои макфистовски хитови? Што паметиш? Што паметам? Мислам дека нешто прво што ми зело внимание најмногу можеби Хелена Благне. Да, значи беше омилена незината песна во тоа време. Се сеќавам дека бев многу мала кога ја гледав за прв пат. Па искрено беше малце стресно и тоа што ми е прв пат, ама си поминав преубаво искуство, тоа е најпреубаво што може и пак би сакала да наставувам, да. Очекуваш ли дека ќе пееш утре? Па искрено да бидам, да. Да. Имаш многу малку години, упола речиси од она што слави денеска Макфест или овие 3 дена. Се сеќаваш ли на некој рефрен, можеби, ево од последниве години или не знам? Од последниве години ќе ја спомнам мојата другарка, која настапуваше лани со Навика. Добро. И таа ми беше омилена песна, не дека ми е другарка, ама стварно ми беше омилена песна и на тој рефрен стварно се сеќавам. И на Пајак и на Лара со Бела песна. Да, ќе ги видиме и третата вечер, така како? Да. Добро. И за крај, кажи ми, можем да ни отпееш делче од твојата? Може. Ла, 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 далеку негде да бидеме сами скриени. Ла, 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 ми направи немир како цунами. На кој Макфест се сеќаваш? Нешто ти оставил? Не се сеќавам посебно на Макфест, но имам многу песни што знам од Макфест. Ја знам првата победничка, омилена ми е песната од Хелена Благне Кога те нема, ова што моментално ја слушаме, да. Меѓутоа не знам вака како една цела вечер не можам да се сетам. А дома твоите зборувавте, сте гледале на телевизија или не? Секако сме гледале, кој не прател Макфест, сите пратиме Макфест, а моите сигурна сум дека од самите почетоци пратат Макфест. Какво е тогаш чувството да бидеш баш дел од 40-тото издание на Макфест? Неверојатно. Стварно сум многу среќна, се осеќам почестено. Многу убаво искуство, многу убави луѓе, многу убава енергија и се надевам дека нема да биде поразлично и следната година и годините што следат. Значи ќе те гледаме на Макфест почесто? Се надевам. Се надевам. Маска, прекрасно, не знам, ќе ни кажеш повторно, кажа тука во бекстејџот за МТВ, ќе ни кажеш и за Телма, правиме цела репортажа за Макфест 40 години, но навистина прекрасен костим, чии да е, но мене ме интересира и околу прашањето, значи прашањето за тебе ќе биде што со маските надвор од сцена или што со маските во животот на луѓето? Па би почнала со тоа дека јас сум дипломиран актер. Се бавам со музика и сакав да внесам некоја театарска нота во мојата песна. Текстот го напишавме со Робин Зимбаков, тоест он е автор на текстот. Музиката е на Димитар Андоновски и со таа наша заедничка енергија и договор напишавме текст кој што укажува на еден театарско гледање на животот, зад кулисите. Самиот наслов кажува и јас би кажала дека ние сите луѓе сме различни луѓе во јавниот свет, различни самите со себе и затоа не сум истата на сцена, не сум истата позади кулисите. И многу убаво се најде една креаторка преталентирана Стефанија Насеска, која што го има создадено овој костим. Кој што е маска од требеништа.
и е наше од историско значење, така. И пресрекна сум што така се споја коцките и дојде да изгледа баш вака како што изгледа. И повторно нашиот ководител Коки Јанков од виолина и гитара се враќаме на еден негов проблем кој се реши за среќа. Кажи ми сега што ќе бидеш облечен. Уште не знам. Уште не, малци ми касни гардеробата. Имав некои замисли, пошто јас треба да пеам и петок, пеам петок и сабота, двете Петок вечери. пееш нова песна. Да. Добро. А саботата е виолина и гитара во оригиналниот, кај што сите ще ги спомнат на предходно. Да. И јас. Така е, да. И Значи ќе видиме од инсертите петок и сабота што ќе бидеш облечен. на лице место. Да. И како Имам беше... јас некоја замисли, имав, ама малци ми каснат. Не, и како беше она на крај на Сергеј ќе му сами ќе му речам Сергеј ова или ова? Да, на Сергеј ќе му сликам ова весно, Добро. ќе му пуштам Серджо, помагај. Добро. Ако може да одберам и јас знам отприлика, знам ја што ќе ми рече, со Сергеј ние се знаеме многу одамна. Добро. Ние сме Што мислиш дека ќе ти рече? И првите му ќе се изнасме. Прво ќе ми рече види се како со стомакот што ти што си направил. Ќе види тоа. Боже Коки. Нешто така ќе. Добро. Ние сме ми со Дуле му бевме ми првите муштери на него, што многу одамна пред Да. што он почнуваше Да. на некој место. И останавме ден ден. Значи можеш да му дадеш доверба Можам и да ти Да, каже знам, јас да му пишам од време на време, секогаш ми враќа и мислам чему, ние заедно излегувавме, се дружевме, ама тоа уште пред виолина и гитара, значи тоа е 93-4 година. Да. И така некако. Да. Ама ај ќе видиме што ќе се случи. Да, ќе видиме. Јас не сум многу нешто оптеретен, ама си треба. Нели? Си треба. Фестивал е па 40 години е па са 40 стварно. години и одговорност е тоа. И првата песна е таква како што е. Таа е посветена е на буквално на Дуле. Се збори за Дуле, се збори за нас двајцата. А втората нели виолина и гитара. Првата се вика виолина и така решивме да крстиме. Таков наслов и дадов. И 3 точки. Да, виолина и 3 точки, да. И ја би сакал да се навраќам на Макфеста, на стресно ми е. Ја стварно искрено да ви кажам, поготово на овие вакви 40 години јубилеи кај што треба сепак одговорност и ми е стрес. Да. Не викам дека повеќе никош нема да се овакво не. Всушност и вие оваа година односно другата како беше 30 години, така. Другодина 30 години од виолина и гитара. Да. И сега знам дека ти е стресно, ама јас би сакала да го споминаме пошто навистина заслужува, нели? Дули и Коки беа синоним за недобрите журки низ Македонија. Секако па Да. видете, јас не секој, ама секое второ интервју е малте не слично. Така е. И мора да се спомни. Јас не сум Коки од Јанко и Петко, јас сум Коки од Дули и Коки. Да. Како се случи победата на Макфест? И кога ми извика горе, ајде да горе качите се ве бараат нешто. Горе, мислам стварно и во соба влеговме наредени сите како како Холивуд, ова камери, светла, честитки, победници сте на Макфест и мислам стварно не можеш што никош да го заборавиш. Зошто? После 30 години гледаме, свесни сме што се таа виолина и гитара направила, донесе во нашите животи, па и мислам во многу животи на многу генерации преку виолина и гитара како пас за натаму, вакво и со тие настапи, свирки и се, многу луѓе помина. Ден денес, јас сум баш сведок, значи ден денес јас свирам низ цела Македонија, се уште. Може да помине без виолина и гитара? Не, може да помине, ама доаѓаат генерации кои што стално има некој ќе дојде, Коки, знаете тогаш кога бевме таму, не знам, у Прилеп, знаете ова кога бевме у Струмица, леле, у Охрид, знаете, на плажата, тогаш се сеќаваш јас. Малку имам проблем со сите паметања, со луѓе, да, малце, ми треба малце да стално некој знае да ме зеза така. Вика, Коки, знаеш, Сале обично ќе ме праша, Сале певац, заедно свириме. Ти текнува кој е човекот? Викам, да, ми текнува, ме гледа вака. Како не бе? Ќе ми текне, не. Стварно е малку на шала, ама си признавам дека треба малце човек да се сети да. И тоа се вистински приказни. Значи приказни и живеани, доживеани, како да ви кажам, нивните деца ќе и ми свириме на нивните деца свадби сега. Како да ви објаснам? Ама стана вистински инвергрен. Таа ти е од оние баш песни со кои што не се пропуштаат. Мене друго нешто, сега ќе ти кажам каде ја прв пат сум ги видела Дули и Коки.
спроти Ким, кај Соборен храм, Да, Зод имаше се едно викаше. Зод, да, свири. тоа ви беа некои Тоа е прва партизанска, ама од другата така, од страна. другата Не. страна. Меѓу првите Кај Златна купачка што беше потоа. Ете така, таа куќа. Како не? Јас во таа куќа прв пат долу нели се цимнуваше надолу, тогаш ви имам слушнато и тоа после беше бум. Значи Дуле и Коки беа низ цела Македонија. Прво студентските забави беа интересни. Аха, добро. Каде ги Ние правевте студенти. тие? Тоа беше синема. Имаше еден клуб Холивуд во ГТЦ горе скрос над трети спрат или не знам кој. Па после синема се викаше над кинокултура, имаше еден. Добро, се сеќавам на синема. Да. Па тука почнавме јас стално го спомнувам Ситна, он како прв овакво во неговиот локал, отидовме чисто ради дружба да видиме што он прво како нивни деца, они беа на големо друштво. Он не примети и извадете инструментите, почнеме нака на суво си свиревме. И после се заангажиравме, ние ајде да пробаме студентски, по овој локал, друг локал, препорака и кога тргна тоа нема запирање. И многу беше интересно што нас не прифатија, веднаш не прифатија оние локалите у Скопје што беа така малце кремасти, како да кажем, да. И ние свативме дека и чим не вика така, дека мораме и така и ние да се понашаме, и така да се облекуваме, и такви манири да, например, имаше еден на ЈНА, Климент Охридски беа еден период, неколку години беа таму најпопуларните. Мейкап, Тропикана, Кристијан од или булевар, тротоар, овие кои беа други. Корнер, после на Томче. Да. И таму почнаа да не викаат. Значи тоа беше многу интересно и сега од таму друго трето и запознаваш секакви луѓе, почнува да те ангажираат и тоа е. Значи се е било по природен пат. Да. Најверојатно ние такви сме биле. Да. Дуле беше малку по-зборлив, знаеш, по-така. Сега па на мене викат колку многу збориш и викам зборам го, имам простор. И морам да оправдам некои работи. Иначе не се доаѓаше до збор. Да. Абе, Коки. Ето така. Да. Јас знаеш што друго се сеќавам. Тања Благоевич, не знам дали ќе се сетиш. Ја зимавте за ваши 15 години ми се чини. Тања Благоевич работеше во Телма телевизија и вас ви даде правевме документарец. И јас си правев друштво на Тања за да дојдем во Радовиш. Во Радовиш? Да, која беше дискотеката? Јас тогаш видов колку убави луѓе, девојки особено, има Радовиш. Бивте во... Сегде имаш убави девојки, ние кај се свириме. Да, не знам како беше дискотеката, беше вак, беше преполно и беше предобро. Тања дојде со нас, дојде низ Македонија на неколку тури. Да, ја на една бев од тие, да и правам друштва. Имаше бевме и во Богданци да видиме што се дешава и во помалите места, како населби села. Бевме во Прилеп, бевме Штип. Гледаме на тоа на спотот кај доаѓа они со нас и спот извадивме тоа, еден со кај патуваме. Еве Радовиш, ја не се сеќам дека сме биле. Радовиш сме биле. Да. Струмица и така натаму. Да. Да, тоа и остана, има пишува, мислам дека пишува документарен филм за Дули Коки, има 2-3 дела. Ама тоа демекија. Оскаровците и сега документарен филм за нас. Сами си правиме ние, не дека некој прави, ние си правиме сами. Ама ева остана интересни работи има на тоа кој сака да укуц там се гледа. Сега кажи ми, се враќаме во Штип повторно. И сега после тој Макфест, колку бевте популарни во својот град? И никако се одважија, ми се чини дека и штипјани да учествуваат повеќе на фестивалот, мислејќи дека и големите звезди можат условно да ги победат со добра песна. Имаш ли такво чувство ти после таа виолина и гитара и после можеби Осамен на Трајча Манев? Не, па мислам дека штипската публика мислам дека е реална. Сега како да кажам, има победници после нас и пред нас и после Зоран Илиев. Така, се сеќавам. Ама песната беше многу добра. Види, џабе ти дали ќе победиш или не, не менја, ама е моментот важно, и да луѓето им сигурно им важно и да бидат прва награда као победници. Тоа можеби ќе се случи еднаш на Македонија сега. Некој му се позлатува повеќе пати, нели? Ама мислам дека публиката во Штип, поготово на Макфест, е реална. Не сум слушнал до сега да го речам дека го наместивте вие. Мислам,
Троицки тоа мислам нема шанси како ти сега ќе наместиме. Чему да наместиме? Зашто? Има песни што се не можеме да преброиме колку хитови остана, па не се победили, не се ни трето место од Штипскиот фестивал, од Макфест. Така Јас знам на Тамара дека се случи неколку пати да биде втора. И само втора на Макфест. Види сега, ама затоа ама готово Тамара е. била и шесто и девето место, ама има еден ден. Мислам дека таа во Штипи спеам, така? Така, да. Сега поголем хит од тоа. Така, Дај јас да бидеме сите да бидеме 12-то место, ама да имаме такви песни да имаме. Знаеш? Да. Имат луѓе, се уште работат, свират, снимат, ама тешко се доаѓа до добра песна. Многу тешко. Колку на времето имаше повеќе коли кога беше фестивалот? Колку повеќе, да речеме, беа тоа и странски екипи доаѓа, нели заради тоа што имаше и Хрвати, имаше Хелена Благне, имаше не знам Крунослав Кичо Слабинац и така натаму. Дали тие повлекуваа и плюс народ кој што гледаш или тоа беше пак нашата публика? Дали се сеќаваш на тоа? Видете, имаше се полнеше градот, така за се полнеше, тие имаше денови. и интернационална вечер, Така ако е. се сеќавате. Да, имаше. Тогаш беше во тоа некоја организација Свет Фидов, јас кај што беше влезен Макфест на регионално. Не знам, се одеа на интернационално? Да, па ние сме преку да имаме настапуване во Русија бевме преку фестивала, бевме во Турција на Памукале, значи тоа е интернационална организација за размена со пејачи, со победници. Дали бил секогаш вистинскиот избор во однос на музика, во однос на музички правци, тоа што значи Макфест? Значи дали си се довел некогаш во ситуација да онака баш можеби гледаш и од внатре и да речеш, ама ова баш и не ми личи на Макфест. Како ти го гледаш од својата перспектива на тоа каква музика треба да е на Макфест? Нели сепак е Макфест некакво реноме. Дали се задржа реномето сите овие 40 години? Не, овде сега има еден друг момент. Не е поентата на каква музика се свири сега, него каква е публиката. Значи сега публиката што диктира. Сега и старосната граница. Сега ние сите одиме во нешто, нели, тоа зависи од избор на песна, од уметнички директори, од звук, од што е сега фенси, што викаат фенси, тој зборот. Добро. Како да викаат фенси. Новива. И сакаме, нели? Ама што ако внатре да бидам малку поотворен. Што ако внатре знаеме како се доаѓа до карта и публиката е 40 плюс. И сега кој ќе се забавува? Дали публиката ќе се забавува или ќе се забавува тој што пее? Така е. И сега тука треба да се најде еден компромис, по мене. Да. Што мислам дека можеби некош имало пропусти, не се тие големи пропусти, ама треба да се избалансира, да бидат задоволени страните, да бидат. И сега и на мене не ми се да идам да седам и 80% да слушам некоја музика која што јас не ја гледаш за наша или нешто така. Не ме допира. Не те допира. Не ме допира. Аз сум отишол на единствен фестивал што постои во државата. И сега нели е тоа парадокс? Ниту песна затвара, кога и да запеам на тебе се ме потсеќа. Животот тече се заменува, не исто што ќе засвирам без гитарата. Ниту песна затвара,